Благодарам, председателе. Мислам дека е време да ја прекинеме оваа рашомонијада, раштиман оркестар, и да предложиме тука да прекинете. Наброивме неколку причини, значи одлука на Уставен суд за вас не важи. Реакции на синдикатите, на работници, на Сдруженијата на работници Гласен текстилец за вас не важи. Реакции од граѓаните за вас не важи. Реакции од работниците за вас не важи. А тука се работи за универзални човекови права. Не говориме ние само за права кои што се во Република Македонија, ова се универзални права. Кажа колешката Жаклина, како е во Франција и останатите држави кон кои ние се стремиме, во моментот се прави скрининг и во тој скрининг процес, немојте да мислите дека овака ќе ги затвориме вратите, па овој дел нема да го видат. И ќе речат, повторно македонците, Македонија, сама си ги крши работничките права. Сама. Никој не ја тера. Сама си ги крши. Зошто? Затоа што Артан Груби и Ковачевски сами се договориле, без да прашаат во собранието, дали тоа што го напишале, барем оној дел што излезе во јавноста, пенали, дека ако не се донесе закон кој што ги крши работничките права, државата ќе плаќа 50 милиони евра. Дали за вас како професор ова е својствено, ова е правно, ова е како за фер однос, третман спрема нас, собранието? Знаете како изгледа тоа со тие што преговарале? Абе добро, нема проблем, ние имаме тамо некои што само ќе им шепнеме и ќе гласаат. Не е проблем. Дајте да видиме што треба да направиме. Дајте да видиме што треба. И еве им дале. Синдикати се јавуваат. Уставен суд вели не. Па нели за Уставен суд се кажува дека мора да се почитува одлуката. Сега, согласно членот од деловникот, председателе, член 121, став 2. Ајде, овој член, овој став да го почитуваме и тука да ја прекинеме оваа седница и да направиме нешто што треба и мора да го направиме. Вели вака, на седница на работното тело, кога се разгледува предлог на закон или друг акт во второ читање, задолжително присуствува и во работата учествува представник на владата и представник на подносителот чиј предлог се разгледува. Представник на подносителот, односно представници на подносителот, еве ги тука се, ама безгласни се. Јас да бидам искрена до крај, не сум убедена дека дел од нив и знаат на што се подпишале. Без намера да ги навредам колегите, ама знаеме како тоа функционира. Бидејќи тоа, овде во овој случај се работи за огромна работа и огромен јавен интерес. Добро би било да дојде представникот на владата, затоа што самото законско решение во првиот член реферира на, вели вака, министерот за финансии во согласно со министерот за труд и социјална политика и таму, вели, ќе донесе подзаконски прописи за регулирање на местото и начинот на исплатата на платата на работниците врз основа на овој на склучениот договор. Ајде да видиме што ќе каже министерката за труд и социјална политика, наследничка на Јагода Шахпаска, која што во моментите кога Јагода Шахпаска го промовираше медиумски и секако недела неработен ден, а колегите пратеници и пратенички многу го бранеа, иако повторно имаше и тогаш, ако се сеќавате, а верувам дека се сеќавате, реакции повторно од истите.
дека ако се носи закон, закон треба да важи за сите, и дека не може да се направија 40 и нешто области за кои што не важеше тоа законско решение. Дали истата министерка за труд и социјална политика се согласува на кршењето на работничките права во Република Македонија? Зошто го велам ова? Затоа што уште една причина зашто тука треба да застанеме и да не ја терате насила работата, очигледно е дека се тера насила, нема потреба. Значи, без исклучок треба да се отфрли од причина што не е во согласност со Конвенцијата за дискриминација, број 111 на МОТ. Тоа е меѓународна институција. Министерството за труд и социјална политика често пати, кога предлага законски решенија во собранието, цитира меѓународни конвенции и регулатива. Ако е така, а е така, ако ние како држава сме превземале обврски да ги почитуваме меѓународните стандарди, тогаш што правиме ние тука? Зошто ги кршиме меѓународните стандарди? Доблесно би било да е тука Јована Тренчевска и да е тука министерот за финансии, па да ги слушнеме нивните мислења тука во собранието, не на пресконференции, не со кациги на табла, тука. Не да шлапкаат со рачињата, почнате патот, а не е почнат, и да бидеме искрени, нема ни да почне, затоа што има само, не знам, уште неколку месеца пред избори. Нема да почне. На крај на ден, зошто едно вакво решение не би важело за делницата Кичево Охрид, која што се гради 10 години? Дали се Јас верувам дека ме разбирате, но треба да покажете на дело дека се разбираме. Преголема е темава, и сега видете, ако Уставниот суд рекол, пресекоа дека не е уставно работниците да работат повеќе од 8 часа дневно, независно од тоа што станува збор за проект од стратешки интерес, а немаме некоја дефиниција за тоа што е стратешки интерес. Уставниот суд оцени дека се повредува начелото на еднаквост на вработените во секторот каде што работата се извршува, што е повреда, бидејќи се обраќам до вас, сакам да ме слушате, што е повреда на уставното начело на еднаквост на граѓаните. Ако се сеќавате, ова го зборувавме и кога го носевме законот за неделен работен ден. Еднаквост на граѓаните. Согласно уставот ние сме еднакви. Така ли е, колега? Еднакви сме. Обично на дебати ве гледам дека зборувате, сите треба да сме еднакви. Еднакви ли сме? Не. Со ова законско решение покажувате дека не се еднакви сите работници. И со сила сакате да го носите законското решение. Сега, освен тоа, во образложението, новинарите може да го видат образложението и граѓаните, да не го читам цело, долго е, а немам проблем, можам и да го читам. Зошто го укинуваат членот, се повика и на Законот за работни односи, кој што пропишува максимални 40 работни часа. Тоа се максимални. Ако не, тогаш што го спречува изведувачот да воведе работа во смени? Ако има прекувремени работи, или ќе го плати, или ќе му даде слободни денови. Абсолвирана тема е тоа во Законот за работни односи кај нас, почитуван колега. Дали само морам да ги прочитам со имиња оние кои што се потпишале на законсково решение, а кои што не ја чуле одлуката на Уставниот суд. Арбера да им и тоа е, нели,
задолжителен експерт, да, сега и за уставот. Да, и уставот сега. Халил Снопче, разочарување. Бидејќи доаѓате од Алијанса на албанците, ги паметам зборовите дека влегуваме во влада за да бидеме опозиција на криминалот на ДУИ. Опозиција на криминалот на ДУИ, така рековте. На криминалот на Расколникови. Ова што е? Уште не почнат автопатот. Има сомнителни тендери. Некој сака 2 милиарди евра да ќари. Почитуван колега. 2 милиарди евра, знаете што е? Ја, ве прашувам јавно, дали знаете што е? Па се лутите што колегата Антонио вели ако сте вклучен во тоа. Не сакам да верувам во тоа. И верувам дека никој од колегиве не се вклучени, туку аминуваат нешто што некој од озгоре им рекол. А кој е тој горе? Кој е тоа горе? Што е тоа горе? Не, тука долу, кај граѓаните, избрани сме од граѓаните. Да продолжам со имињата. Даниела Николова, Латифе Шиковска, Арта Билјали Зендели, Вјолца Адеми, Бера Тајдари, Бајрам Кадрија, Арбана Пашоли, Рина Ајдари, Фиснике Бектеши, Мерита Колчи Коджаджику, Арбер Зембери и Бедри Фазли. Сите овие 14 луѓе не ја слушнале одлуката на Уставниот суд и може и да се случи. Имале многу теренска работа, гледале теренот на коридорот 8, го гледале што треба да се случи, да струши, пресметувале пресметки за експроприации, гледале кој чив имоте. Верувам дека имале работа, не слушнале дека Уставниот суд донел одлука. Ајде да им помогнеме, колега. Да им помогнеме на овие 14 наши колеги кои што носат против уставно законско решение тука и да завршиме работата. Уставен суд одлучил. Нема што ние тука да расправаме. Ако имаме поинакви гледишта, ако сакаме, а сите сакаме инфраструктурни проекти, да, има во државата. Никој не даде таква изјава дека ние не сакаме инфраструктурни проекти големи да има во државата. Сакаме нормално. Ама што праја 7 години? 2 километри пат до Блаце не го направија. Само виртуелно, владата во која што пред 2 месеци влеговте, и само во нивните глави има 1000 километри пат. Никој друг не ги гледа. Јас искрено се надевам дека тие наочари не ги ставивте толку брзо, за да и вие ги гледате. Задржете се на тезата дека сте опозиција на криминалот на ДУИ. Освен ако во меѓувреме вие не сте влегле во ДУИ и дека единствена политичка опција за вас е само ДУИ. Тогаш јас тука навистина не знам што да кажам. Не знам, навистина. Но ако е така, ако е навистина влеговте во владата, да му бидете сенка на Артан Груби, на Арбер Адеми и останатите, тогаш ве молам да ја завршиме расправата тука сега и веднаш, бидејќи имаме одлука на Уставен суд, да ја почитуваме одлуката на Уставниот суд и да го почитуваме деловникот 121 член став 2, да ги повикаме владата, представниците на владата, кого они прашале, кога превземале обврска дека ќе се изменат толку и толку закони, за да
Еве си го спроведат договорот, кој што ние патем не го знаеме. Го знаете ли, колега, договорот? Го имате ли видено? Го имате видено? Договорот? Да или не? Јас не. Колегиве не. Медиумиве не. Никој не го видел договорот. А гласаме за што? За закон кој што треба да му помогне на договорот. Па видете, ве молам, професорката прекрасно предавање ни одржа. Како ние без материјали гласаме нешто виртуелно. 1000 километри пат. Ги нема. Договорот го нема. Што гласаме ние? Само овие 14 колеги го виделе договорот, а не ја виделе одлуката на Уставниот суд. Контрадикторно. Неверојатно. Јас ќе ве упатам на одлуката на Уставниот суд и на членот 121. Тука да завршиме. Нема потреба повеќе да расправаме, луѓе. Нека си направат ново законско решение по редовна постапка. Во консултации со експертите. Да ја викнат меѓу другото и Јагода Шахпаска и Зоран Заев. Го заборавивте ли? Никако. Да ја викнат Мила Царовска. Зоран Заев, Мила Царовска, Јагода Шахпаска. Експертите. Синдикатите, кои што имаат соопштение, да ги викнат, еве, овие иницијаторите на Уставниот суд, гласен текстилец од Штип. Сдруженијата на градежни работници. Оти нема да оди Арбер Адеми да го прави патот. Не. Он ке стави кацига и маичка уствари со како беше она осмица и ќе се слика и толку ќе дојде тука во собрание. Други работници физички ќе работат и таа работа нема да им биде платена. И за тоа не смеат да писнат. Ама кога ќе дојде Бојан Маричич, ако воопшто дојде, не доаѓа, ако дојде евентуално, а при тоа пресече 4-5 ленти и направи сообраќајни прекршоци, да не информира за скринингот за кој што е должен да не информира, што ќе каже? Видете, ние во тоа поглавје, во поглавјето човекови права, сме супер. И ќе почне да набројува, нели? И ќе дојде до работничките права и ќе рече, па видете, ние тука имаме стратешки интереси. Ќе го прашаат, предпоставувам, може би и нема да го прашаат, не знам. Не сум до толку информирана. Европската комисија, телата тука кои што вршат скрининг, зошто, господа прогресивци, прозападни, проевропски, ги кршите човековите права и зошто, господа зелени прогресивци, прозападни, проевропски, во овој кластер толку сте потврлиле, па ниту ова го нема ни во афричките држави, а во Франција, Германија, не знам, Бугарија и останатите држави се оди не кон зголемување, туку кон се постојано намалување на работната недела и давање на одмор на работниците. Треба ли да подсетам дека работниците и работничките се тие кои што го полнат буџетот на државата и од тие причини сакам да го видам министерот за финансии, како тој ќе заедно со министерката за труд и социјална политика која што пишува стратегии. Ќе почекам додека се консултирате со Арбер Адеми, председателот на сематичното тело. Благодарам. Како тоа
Министерството за труд и социјална политика, кое што има еден куп стратегии за родова еднаквост, конвенции, за права на работници. Ние како држава сме усвоиле, подпишале и сме се декларирале дека ќе ги почитуваме сите тие меѓународни конвенции. Денеска правиме преседан во однос на работничкиве права. А за вашето владење, не зборувам конкретно за вашето, за овие ДУИ со СДСМ, сега за жал и вие, преседани има од како дојдоа. Од како дојдоа? Секој ден е преседан. И нема ден без преседан. И секој ден има нова воспоставена собраниска пракса. Внимавајте на ова што ви го говорам. Нова воспоставена собраниска пракса. Шепотот, се смешкаат тие што подпишале. Ама еве ви гарантирам дека таа собраниска воспоставена пракса некој ден ќе се применува. Па тогаш нека не ги активираат заспаните шарени револуционери, кои што сега нешто не се гласни, да го наградат Скопје и Македонија, да не ги активираат, оти они се на дугме, дел се тука присутни со нас на масава, бидејќи ќе кажеме имаме собраниска пракса. Многу сум сериозна за ова што ви го говорам. Упатувам апел колегијален на вас како професор, како досегашен колега во опозиција, со кој што сме се разбирале за многу законски решенија, не го слушајте Арбер Адеми. Не одете по стапките на Артан Груби. Бидете опозиција на ДУИ во владата и тука да застанеме со ова безпредметна расправа. Не сакам да се повторувам, затоа што одлука на Уставен суд има и ние како пратеници треба да ја почитуваме. Воедно и тие 14 подпишани требало да знаат, ако не знаат, доволно беа 3 часа расправа за да сватат дека има одлука на Уставен суд. Па, во понатамошна некоја постапка да направиме транспарентно. Овај збор транспарентно многу ме подсетува на Зоран Заев, кој што во секоја реченица го користеше по минимум 3 пати. Исто така неговиот пион Ковачевски го користи сега по 4 пати. Па каде е транспарентноста? Уште еднаш ве прашувам, дали го имате видено договорот? И како може влада во име на собрание да ветува измена на законски решенија, а замислете па дури и да се нафати ако собранието не донесе, не ги измени законските решенија, Македонија да плати 50 милиони евра. Од каде се тие пари? Од фабриките за канабис на Заев ли? Отиде замина он. Од струјата на Таче жена моли, што е подпишал Артан Груби, оти премиерот не бил присутен. Па кого бре вие лажете? Па на кого вака се обраќате? Што мислите? Граѓаните нели гледаат, нели слушаат? За кого ние тука работиме? Кој не избрал нас? Предпоставените во владата кои што ветуваат нешто што не можат да исполнат? Или даваме отчет на граѓаните? Брзо ќе дојде. Многу брзо ќе дојде отчетот. Тивкото мнозинство, кој што сите го знаеме. Тивкото мнозинство ќе ви каже како ти, Артане, и ти, Ковачевски, си се нафатил, бидејќи извршна власт си, не си законодавна власт, не можеш да ме деконцентрираш, колку и да се обидуваш. Како си се нафатил, па и да плаќаш, па и не знаете што е тоа? Ја не сум правник, еве нека кажат правнициве тука.
Злоупотреба на службена должност. 353. За мене тоа е. Злоупотреба на службена должност. Видете, ја ставате во подчинет, го дерогирате собранието и државата не само што ја ставате во подчинета улога, туку материјално ја празните. Како тоа? Како тоа можете пред време да ветите дека ќе платите пенали, тоа за колку дена беше? За нешто 45 дена. За 45 дена, ако не го донесеме ова законско решение, државата ќе му плати 53 милиони евра. Ама да. Ама добро, ќе ми каже некој ваков пример во светот има или не сум истражила добро? Има ли во светот вакво нешто? Пред да почне, значи ставија табла. Ставија табла. Ги донесоа сите можни пејачи и пејачки, ставија по една кацига, прославија табла. Табла! Ниту патот ќе почне. А па не за завршување не правиме муабет, киче во Охрид 10 години се прави. Намерно зборуваат. И не ви даваат да воспоставите ред, ама не е проблем. Јас можам да зборувам и додека Арбер зборува. И останатите подпишани кои што, почитувани граѓани, не ги интересира вашите права. Вашите права за 14 подпишани овие пратеници воопшто не ги интересираат. Они чекаат да си заминат новинарите и да го изгласаат ова законско решение, ама нема да можат, тука сме, не си одиме, се дури не сватат дека нема предмет за работа. Нема предмет. Уставниот суд донел одлука. Нема предмет, нема што да работиме. Нема. Како тоа еднаш за вас одлуката на Уставен суд важи, а друг пат не важи за Арбер Адеми. Кој што? Видите која иронија. Видите која иронија. За него не важи одлуката на Уставниот суд, ама денеска дуи го предложиле да биде во работна група за уставни измени. Ле. Страшно, болно. Немам коментар. Не си видел одлука на Уставен суд? Носиш, подпишуваш законско решение? И сега ти Бугари устав ќе внесуваш. Па ти си не само што си сематичен во комисијава. Ја прв пат слушам дека имаме ние ваков експерт у држава. Ви внесеш бугарите устав. Знаеш кога? Никогаш. Не со мене заедно. Не. Немој после да се жалиш за права вакви таква. Немој да ми ги газиш моите права, македонските права. До тука било. И немој со таа ароганција да одиш кон мене. И кон македонците. До тука било. Те молам. Безпредметна е расправата. Расправата е безпредметна. Јас имам предлог и замолувам по мојот предлог да се постапи. Благодарам.